Лани извршителите во државата работеле најдобро досега. Од пропаднати фирми и сиромаштијата наплатиле речиси 120 милиони евра. Со ова нивната работа не завршила, зашто за наплата имаат уште многу. Целата сума која што ја побаруваме е отприлика 3 пати повисока. Значи ефикасноста, односно стапката на наплата изнесува некаде нешто над 30%. Тоа значи дека добри 2/3 од побарувањето останале ненаплатени, ненамирени. Секако, извршителите постапуваат според судски одлуки, но народниот бес е свртен кон нив. Извршител. Он зема големи пари и само за пари, ништо друго. Кога, например, некој заостанат долг, они ќе го терат и камата дури ќе рачунат на тоа и се и свашта. Во е само, не знам кој да каже, ќе не остават. Леп да не имаме пари да си купиме. Она што со наплатата им успеа лани, оваа година за извршителите ќе биде тешко, зашто во меѓувреме сиромаштијата порасна, па веќе немаат што да наплатат. Поголемиот дел од долговите настануваат поради тоа што должникот не е во состојба да наплати. Да си го врати долгот, изгубил работа и така натаму. Што? Од таа причина поголемиот дел од побарувањата не се наплатуваат. Примери за ова се Кочани, Делчево, Виница и Берово, каде извршителите имаат работа која не може да ја завршат. Едва и продале 138 подвижни и 7 недвижнини. Од другите немале што да наплатат. Без оглед на ова, според судските извршни решенија за наплата во источниот регион, извршителите имаат уште цели 30 милиони евра. Од друга страна, не секогаш извршителите биле во право кога одземале имот. Поради ова, против нив биле поднесени 106 кривични пријави. Од нив оваа година само во Вишето јавно обвинителство во Штип биле пријавени 11 извршители.